Кажете ми, чија беше идејата и како се реализира оваа интересна екоакција во Босилово? Добро утро за вас и за вашите гледачи. Да, станува збор за навистина прекрасна идеја. Идејата беше на моите соработници од општината. Целта на оваа акција всушност беше да ја подигнеме свеста кај граѓаните дека пластиката има употребна вредност, дека истата треба да се селектира и соодветно да се депонира. За таа цел како општина оваа пролет спроведовме една интересна акција, а тоа беше секој граѓанин кој што ќе собере минимум 15 пластични шишиња за возврат добива овошна садница. На наше огромно задоволство, одзивот од страна на граѓаните беше голем, идејата беше прекрасно прифатена, дури се соочивме, ние како општина обезбедивме 1300 садници, се соочивме со уште поголема побарувач од страна на граѓаните и навистина успеавме да собереме голема количина на отпад. Така, од каде овошните садници и каде истите се засејуваат? Овошните садници ги реализиравме по пат на јавна набавка од страна на економски оператор и вкупно беа обезбедени 150.000 денари за оваа акција, а она што е важно, овошните садници се делат директно на граѓаните, се засејуваат во домовите на граѓаните. Значи акцијата се одвиваше од порта на порта или од врата на врата, што значеше посета на секој дом и замена на пластични шишиња со овошни садници. Вкупните количини на собрана пластика се некаде околу 1200 килограми и можам да кажам дека навистина сме задоволни со оглед на тоа дека станува збор за прва ваква акција и нашата намера е оваа акција да стане традиционална и да ја спроведуваме секоја пролет. Освен тоа што секоја пролет ја спроведуваме оваа акција, во текот на годината ќе спроведуваме уште неколку слични акции, се со цел да зголемиме, да ја подигнеме свеста најпрвен за селекција на отпадот, да ја намалиме количината на депониран пластичен отпад и секако депонирање на пластичниот отпад на местата кај што се врши откуп и понатаму рециклажа. Така, дел од населените места во општина Босилово се наоѓаат на транзитен пат, поминуваат голем број возила, меѓународен сообраќај, сигурно се соочувате и со многу отпад, но општина Босилово покрај оваа екоакција од шише до садница веќе ја реализирате и други еколошки акции за собирање на отпад. Каков е интересот на граѓаните, да нема некаков фидбек за тоа што ќе го соберат отпадот? Да, акцијата еколошка пролет во општина Босилово е една поширока акција која што ќе трае 2 месеци и опфаќа сет на активности. Значи покрај оваа акција која што е само еден сегмент од пластично шише до овошна садница, ние спроведуваме и голем број на други активности. Една од тие активности беше чистење на јавни туристички места, знаменитости во општината, собирање на пластичен отпад, а исто така веќе вчера беа засадени 1000 садници црн бор на неколку локации во општината. Одзивот од граѓаните е задоволителен, голем, наоѓаме на голема подршка од граѓаните и тоа што мене ме радува е тоа што постепено, но сигурно се менува свеста кај граѓаните и ова е многу важно затоа што и ние како општина, меѓутоа можам да кажам и како регион и како држава се соочуваме со многу сериозен проблем кога е во прашање отпадот. Затоа мораме да му пристапиме и ние како институции многу посериозно на отпадот, меѓутоа отпадот, јавната хигиена не е само одговорност на институциите, тоа е исто време одговорност и на граѓаните и само сите заедно сплотени и ангажирани во оваа област можеме да постигнеме одреден резултат. Затоа што за жал, според моите видувања, мислам дека на сите нас за неколку години се заканува на некој начин на еколошка катастрофа ако не се потрудиме да го решиме овој проблем. Така, градоначалниче, верувам дека имате и други активности кои што планирате да ги реализирате. Јас ви посакувам успешна акција и реализација во понатамошните активности кои што ќе ги спроведувате се со цел почиста општина, а секако и поздрава општина. Да, секако ние интензивно работиме во изминатиот период на чистење на диви депонии. Оваа акција ќе продолжи на чистење на дивите депонии, во план е и рекултивизација на неколку депонии, а исто така веќе работиме на вклучување на повеќе населени места кои што досега не биле вклучени во системот на организирано собирање на смет. Ќе ги вклучиме и нив, организираме едукативни акции во училиштата, значи еден севкупен процес со цел да акцијата биде комплетна. Во оваа прилика би сакал само да апелирам до граѓаните да се вклучат сите, секој во својата општина и како што беше главната порока, делувај локално, мисли глобално. Само на тој начин ќе успееме до почиста животна средина и до подобро здравје и благосостојба на сите граѓани во Република Македонија. Јас ви благодарам што бевте дел од утринската програма и ви посакувам успехи во иднина.
Покрај општина Босилово и останатите општини од југоистокот во текот на вчерашниот ден спроведува еколошки акции за засадување на борови насади, а при тоа се собираше и отпад и се надевам дека и останатите општини оваа пролет ќе следат ваквите активности се со цел почиста и поздрава животна средина.